Го следите дневникот Добра вечер. Во продолжение на станите на денот, останете со нас. Не достигаат пожарникари, но нема ниту средства од државата. Мерцедес изгорен на платната рампа Романовце. 95 години од премиерата на Бегалка, почит за актерите. Не достигаат 33 пожарникари во Куманово, но нема ниту средства за нивно плаќање, вели градоначалникот Димитриевски. Тој информира дека државата одвојува минимални средства за оваа намена. Преку ЗЕЛС бараат исплата, во спротивно вели можене протест. Единиците се соочуваат и со недостаток на возила, но и друга неопходна опрема. Во територијалната противпожарна единица во Куманово недостасуваат дури 33 пожарникари помалку од законски предвиденото, но покрај помалиот број проблем, вели првиот човек на градот Димитриевски, е што во државата нема ниту средства за нивно плаќање. Појаснува, иако државата е должна да обезбеди целосни средства, тие предвидуваат само 50% од вкупниот износ на ниво на земјава. За останатите средства општините сами се снаоѓаат. Не само во Куманово, во цела држава недостасуваат според законските стандарди голем број на пожарникари. Уште поголем проблем е што во целата држава недостасуваат средства за плаќање на пожарникарите. Вчера имавме комисија за финансирање при ЗЕЛС, на која што присуствуваа представници од различни министерства. Ги образложивме нашите аргументи, каде што на ниво на Македонија, иако државата е должна преку Министерството за одбрана да обезбедува финансиски средства за исплата на плати на вработените во противпожарните единици, тие обезбедуваат само 50% од вкупниот износ на ниво на државата, додека останатиот износ го обезбедуваат општините од сопствените буџети. Во општина Куманово состојбата е уште полоша. Ние за оваа година имаме некаде на располагање околу неполни 17 милиони денари за плати кои што ни се трансферираат од страна на државниот буџет, додека од сопствен буџет имаме обезбедено некаде до 38 милиони денари за плати. Што тоа значи за нас? Наместо парите да ги трошиме во дел на реализација на инфраструктурни проекти, да реализираме капитални инвестиции за градот, согласно ваквиот начин на уредување на противпожарните единици кои што се неминовни, тие средства ние ги трошиме за исплата на плати и надомест за делегирани надлежности. Тој посочи дека општините преку ЗЕЛС бараат од владата во најкус рок да ги исплати средствата. Во спротивно ќе побараат од единиците да излезат на протест. Противпожарните единици, вели, се соочуваат и со стари возила, но сепак пожарникарите одговараат на предизвиците. Ние оваа го бараме подолг временски период, повеќе од 4 години. Правевме различни анализи, староста на возилата, опременоста на самите противпожарни единици е во исклучително лоша состојба, но како и да е, јас им честитам на нашите пожарникари кои што ревносно се справуваат со сите предизвици. За ваша информација, општина Куманово беше една од ретките општини кои што инвестираше во основна опрема на пожарникарите. Последните униформи кои што ги имаа купено беа од период 2000-2001. Ги опремивме со униформи комплетно, дополнително купивме и дополнителна опрема за лична заштита на пожарникарите и одредени возила, како во случајов теренско возило во Куманово, иако добивме одредена помош од Дирекцијата за заштита и спасување на одредени возила, сепак сметаме дека тие набавки се централизирани и истите не соодействуваат со реалните потреби. Зошто? Иако имаме испратено во неколку наврати и до дирекцијата и до владата барање, дека имаме потреба од обезбедување на возило со специјална скала, сепак ние добивме само еден пикап со цистерна и пумпа со висок притисок, која што не ни е најнеопходна во моментов, туку имаме потреба доколку не дај Боже во иднина избие пожар на некоја од висококатниците, ние ќе се соочиме со проблем да чекаме на подршка, да ни дојде помош, најверојатно од Скопје, бидејќи според мои информации во Македонија има само едно такво возило. Состојбата во противпожарните единици е екстремно неблагодарна,
и гледајќи ја состојбата во државата како енобно се покачуваат плати, само иницијативно на самите функционери, сметаме како ЗЕЛС дека ќе беше многу подобро решение доколку истите тие средства беа пренаменети за опремување на противпожарни единици и за многу други многу попотребни работи. Јас сакам овде да истакнам дека следува летен период во фаза на бујна вегетација, каде што, почнувајќи од почетокот на месец јули, па до завршување на месецот септември, Македонија ќе биде на цела нејзина територија многу подложна за евентуални опожарувања и апелирам до државата, особено до Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, да изготват посебна стратегија како ќе се делува во следниот период, видејќи сепак оваа бујна вегетација, како што гледате, имаме сериозни проблеми во градот да ги искосиме зелените површини кои што се составен дел на годишната програма за работа, бидејќи со тој човечки капацитет, ресурс, тој финансиски потенцијал со кој што располага и општината и јавното претпријатие, немаме ниту можности да ангажираме дополнителни луѓе. А замислете каква е состојбата во руралните или во шумските предели на државата, што значи дека Македонија ова мора да изнајде начин да го превенира за да не биде доцна. Единицата од Куманово по потреба интервенира и во соседните општини од североистокот. На наплатната рампа Романовце на автопатот Куманово-Скопје вчера околу 13 часот настанал пожар во патничко моторно возило Мерцедес со германски национални ознаки, сопственост на Кумановец, соопштија од СВР Куманово. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. Извршен е увид од екипа на Кумановската полиција, пошто ќе се утврди причината за несреќата и материјалната штета. Започнато е електронското аплицирање за пријавување и запишување во средните училишта, а според конкурсот на МОН, првото пријавување на учениците во училиштата ќе се врши на 20 јуни до 24 часот и на 21 јуни до 15 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 јуни, најдоцна до 9 часот во Кумановските 4 училишта. За следната учебна година може да се запишат вкупно 2128 ученици. Пријавувањето и запишувањето на учениците во средните училишта ќе биде во еден уписен рок со 2 пријавувања во јуни. Пријавувањето е почнато со електронско аплицирање преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Според конкурсот на МОН за запишување во прва година средно образование, првото пријавување на учениците ќе се врши на 20 јуни до 24 часот и на 21 јуни до 15 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 јуни, најдоцна до 9 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 22 јуни од 12 до 19 часот и на 23 јуни од 7 до 19 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 24 јуни, најдоцна до 12 часот на огласната табла на училиштето и на веб страната на Министерството за образование и наука. Квалификацијското тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 26 јуни, а конечните ранг листи со резултатите ќе бидат објавени истиот ден. Второто пријавување на учениците за упис во средно образование ќе биде на 27 јуни до 24 часот и на 29 јуни до 10 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 29 јуни. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 29 јуни од 15 до 19 часот и на 30 јуни од 7 до 19 часот. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули, најдоцна до 12 часот. За упис во прва година во средните училишта во општините Куманово и Липково има слободни места за вкупно 2298 ученици. Од нив 2128 се за 4 кумановски училишта, а 170 места во Липковската гимназија. Според конкурсот на МОН, најмногу ученици, вкупно 637 ученици во 19 паралелки, ќе се запишат во техничкото училиште Наце Буѓони. Останатите стручни училишта во Куманово, Перо Наков и Киро Бурнас ќе ги отворат
отворат вратите за 529, односно 384 ученици. За економските науки настава ќе се организира за 286 ученици во 10 паралелки на македонски јазик и 243 ученици во 9 паралелки на албански јазик. Во државното средно училиште Киро Бурнас ќе имаат можност да се запишат 250 ученици во 10 паралелки на македонски и 134 во 5 паралелки на албански наставен јазик. Во здравствената струка дентален асистент ќе има 2 паралелки со по 25 ученици, едната на македонски, а другата на албански наставен јазик. Во гимназијата Гоце Делчев има место за 340 ученици во 10 паралелки, и тоа една на српски јазик, една билингвална паралелка со настава на македонско-француски јазик и останатите 272 поделени во 8 паралелки со настава на македонски јазик. Вкупно 1047 првоодделенци се запишани во учебната 2023-2024 година во мај во 16 општински основни училишта во Куманово, информираа од секторот за споредба со минатата година, тоа се 23 ученици помалку, односно во минатата учебна година во прво одделение биле запишани 1070 деца. Инаку за секое запишано прваче во предстојната учебна година родителите или старателите ќе може да аплицираат за субвенции во износ од 2000 денари кои ќе ги додели општина Куманово. Одлуката беше донесена на седница на Советот на општината. По повод 95 годишнината од премиерната изведба на култната представа Бегалка на познатиот драматург есеист критичар Васил Илјовски, Министерството за култура и Кумановскиот центар одадоа почит на актерите кои некогаш учествувале во делото, кое остави траен белег и ја обликуваше македонската драмска уметност. Ленче, Бошко и Петко се само дел од ликовите на култната представа Бегалка на Васил Илјовски, кои трајно се вградија во историјата на македонскиот театар и култура. Драмата, која премиерно била изведена пред дури 95 години во далечната 1928 година, била насловена Ленче Кумановче, како дело во петчина на кумановски дијалект. Дел од актерската постава во 1971 година беа актерите Љубица Гојковиќ, Ѓорѓи Андов и Илија Струмениковски. За повеќе деценискиот придонес во театарската и филмската уметност и трајниот белег во културата, тие добија признание од Министерството за култура и Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово. И повторно измена уште 52 години од нашата премиера во далечниот октомври на 1971 година. Ете, долги години, долги децении, заедно дружење, еве вакви средби и така натаму. Сега вака би бил само, би сакал да поздравам, да ги поздравам глумците што седат во првиот ред и кои учествуваа во реализација на оваа представа, Буба и Илија. Да ги поздравам покојните глумци, нивните фамилии се тука присутни, и му даваме почит затоа што и тие придонесоа во реализација на оваа представа, на оваа култна представа. Јас него тврдам тоа дека е култна, меѓутоа публиката така рече дека е култна, дека е легендарна и така натаму. Сакам да ја изразам една голема благодарност кон Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово и кон директорот Сашо Тодоровски. Потоа голема благодарност кон министерката госпоѓата Бисера Костадиновска Стојчевска, која дојде на оваа свеченост денеска. И исто така голема благодарност кон госпоѓата Снежана Наумовска, тоа е ќерката на писателот Васил Илјовски. Според Министерката за култура, Бегалка остави неизбришлива трага во театарот и литературата и ја одигра клучната улога во обликувањето на македонската драмска уметност. Кумановскиот театар со денешното одбележување на 95 годишницата од првото изведување на представата Бегалка во тогашниот Скопски театар дава почит на безвременското ремек дело на нашиот драматург, есеист и критичар Васил Илјовски и на кумановската екипа на Ленче Кумановче од почетокот на 70-тите години. Актерите од оваа поставка, која стана култна за македонскиот театар,
Со својата оригинална изведба останаа запаметени како Ленче, Бошко, Донка, Аџитрајко, Досе, Велика, Трендо Бозаџијата. Токму драмата Бегалка, омилената Ленче Куманов, ќе остави неизбришлива трага во македонскиот театар литература, со што одигра и клучна улога во обликувањето на македонската драмска уметност. Би сакала да им се поклонам, да им се заблагодарам на сите пензионирани актери кои ја оживуваа сцената на Кумановскиот театар и неуморно ја играа Бегалка. Препознавајќи ја посветеноста и страста на овие уметници, се потсетуваме и на покојните актери кои повеќе не се меѓу нас. Нивната посветеност на актерството и нивните незаборавни настапи оставија неизбришлива трага во нашите срца и умови. Денес ја изразуваме нашата најдлабока благодарност до нивните семејства и представници кои љубезно ни се придружија за да добијат постхумни белешки за благодарност. Нивното присуство овде денес е доказ за трајната моќ на уметноста и длабокото влијание што таа го има врз генерациите кои доаѓаат. Со задоволство сакам да го споменам и присуството на ќерката на Васил Илјовски Снежана. Срдечно да се биде сведок на продолжувањето на наследството на незиниот татко преку незината поддршка и вклученост во нашите културни потфати. Нашето културно наследство е одраз на нашиот идентитет, нашите вредности и македонската историја. Не поврзува со нашите корени и ни дава чувство на припадност. Преку нашите културни изрази, како што е представата Бегалка, ги пренесуваме нашите приказни, нашите обичаи и нашата колективна меморија на генерациите после нас. Зачувувањето на нашето културно наследство не е само наша обврска, туку е привилегија и чест. Со зачувувањето на нашите традиции, ткаеме за еднината на нашата земја да биде издржлива и просперитетна. Затоа потребно е сите уметници да истражуваат нови предизвици со цел да ги инспирираат нашите млади, да го негуваат културниот идентитет и македонското наследство. По повод 95 годишнината од првата премиера на безвременското дело се одаде признание и на починатите актери, како и на познатиот драматург есеист критичар. По повод представата Бегалка, која е изиграна 1971 година во театар Куманово, напишана од господинот Васил Илјовски, и е една култна театарска представа која знаат сите во Куманово и нема кој кумановец не се поистоветува со неа. Навистина сме почестени што дел од семејствата на актерите кои учествувале во таа представа се денеска тука со нас, да им врачиме благодарници и се надеваме дека оваа представа, како култна представа, ќе трае и ќе живее за кумановци уште многу години. Во рамки на фестивалот Денови на комедија ќе продолжи да се доделува и наградата Васил Илјовски, преку која се слават актерските достигнувања. Музеј Куманово во соработка со 18 академски сликари од градот организира хуманитарна онлайн продажба на уметнички слики, а сите собрани средства ќе одат за лекување на малата Теодосија, која е на лекување во Турција. Информациите за понудата на уметнички слики и начинот на купопродажба, односно на донирање на средствата, се достапни на Facebook страницата на Музеј Куманово. Иницијативата за организирање на оваа хуманитарна акција е заедничка на музејската установа и на кумановските сликари. Во Куманово досега имаше повеќе акции со кои се собираа финансиски средства за лекување на Теодосија, на која се приклучи и локалната власт, невладини и граѓански организации, уметници и спортисти, како и приватни социјално одговорни фирми. Во Куманово денеска е отворен трговскиот центар Ла Плаза. Во молот граѓаните може да ги најдат сите брендови по исти цени, со акции, но и по многу пониски од останатите градови. На свеченото отворање присуствуваа и градоначалниците на општините Куманово и Липково, Максим Димитриевски и Еркан Арифи. Новиот Ла Плаза мол е лоциран на булеварот Трета МУП во непосредна близина на градскиот зелен пазар. Во Куманово денеска е отворен долго очекуваниот Ла Плаза мол. Голем број граѓани утрово нестрпливо чекаа пред главниот влез да биде пресечена лентата од страна на градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и сопственикот на трговскиот центар Неџат Рамадани, за да ги видат новите простори и брендови кои досега не беа достапни во нашиот град. Во Ла Плаза граѓаните може да ги најдат сите брендови по исти цени, со акции, но и по многу пониски цени, изјави Димитриевски непосредно посвеченото отворање на трговскиот центар. Новиот проект во Куманово го реализираше фирмата Лико проект. Ми денес отвараме мол, први мол кој се отвара во град Куманово и ја ги честитам сви граѓани од Куманово и општина Липково
кој овој мол е за сите нас, за град Куманово, за граѓани од Куманово, кој е профитабилно за Куманово, кој ќе се запосли луѓе овдека на мол, кои донесемо добри брендови овдека, интернационални брендови, кои немаше у Куманово, Веро, Джамбо, Де факто, CNC, Интерспорт, Деспорт, Хамбар и други брендови. Јас захвалувам многу градоначалник господин Максим Димитриевски и негов персонел и негова администрација од општина Куманово, кои се били инволирани на овој проектот, иначе без нивна помош нисмо могли да го реализираме овој проект, кој е многу битен за град Куманово. Наш мол има гаража 230 паркинга овдека, е направен во најнови модели, например, од системот што постои. Мислам да ќе имамо још нови проекти кои треба да ги реализираме у наш град, заедно с градоначалник и општина и цела институција на град Куманово. Новиот трговски центар Ла Плаза во Куманово воведува нови стандарди во градбата и посакувам идните инвеститори да го следат овој пример, истакна Димитриевски, додавајќи дека станува збор за деловна единица со компатибилни содржини. Специфично за овој објект е што е првиот објект на територија на општина Куманово кој што има најголем број на места за паркирање или самиот објект во рамки на сите негови содржини предвидува некаде околу 500 места за паркирање. Еден добар пример по кој што би требали и во иднина да се градат и другите инвестиции во градот. Јас во оваа прилика сакам да честитам на фирмата Лико проект, на нејзиниот собственик, на целиот тим, сите изведувачи, подизведувачи кои што работеа на овој проект да биде истиот успешен и воедно да им посакам добре дојде на сите инвеститори кои што ги користат овие простори, кои што денеска се тука и излагаат својата стока за продажба на граѓаните. Дефинитивно ова е прв ваков мол од ваков карактер на територија на нашата општина, но верувам не и последен, бидејќи Куманово има капацитет и има потенцијал како еден регионален центар да зголемува број на вакви објекти, бидејќи тоа е секојдневна потреба на граѓаните. Трговскиот центар Ла Плаза е лоциран на булеварот Трета Македонска во непосредна близина на градскиот Зелен пазар. Новиот проект во Куманово се протега на вкупна површина од 56.538 метри квадратни, од кои 18.398 метри квадратни се наменети за шопинг центар. Во текот на вчерашниот ден, МВР спроведе акција за контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 306 возачи. Од нив 13 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа, 173 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 133 надвор од населено место. Следуваат вестите од Македонија. Вработените во управата за јавни приходи, почнувајќи од денеска, секој нареден ден од 10 до 12 часот ќе штрајкуваат без да ги завршуваат работните обврски од работното место. Не се исклучува можноста да стапат и во генерален штрајк. Вработените се револтирани откако Министерството за финансии, под чија надлежност се и тие, ги зголеми платите за 30%, но само за вработените на Министерството. На предупредувачки протест, вработените во УЈП излегоа и во вторникот пред Министерството. Побараа средба со Бесими, но тој не ги прими со одговор дека се подготвува општ колективен договор и дека во овој период не може да преговараат за поединечни случаи. За утре протест најавија и од Царинската управа и тие бараат зголемување на платите, иако не се исполни нивното барање, најавуваа дека ќе затворат и дел од граничните премини. Стефан Богоев денеска ја презема директорската функција во Царинската управа. Неговата предходничка Славица Кутиров на примопредавањето на функцијата го информирала Богоев за делокругот на работа, како и за тековните и планираните проекти и активности на Царинската управа. Кутиров исто така му посакала успех во продолжување на мисијата за заштита на финансиските интереси на државата и општеството, поддржувајќи го економскиот развој преку олеснување на трговијата, меѓународната соработка и понатамошна модернизација на царината.
Богоев по преземањето на функцијата на Facebook објави дека фокусот на Царинската управа ќе биде заштита на финансиските интереси на државата и општеството и силна поддршка на економскиот развој преку соработка со бизнис заедницата, олеснување при процедурите и дигитална трансформација со цел да биде водечка царинска управа во регионот, која ќе дава силна поддршка на локалната економија и ќе биде усогласена со стандардите на Европската унија. Резолуцијата на германскиот Бундестаг за поддршка на зачленувањето на Македонија во Европската унија е само символична потврда на тоа што формално го има во преговарачката рамка, бидејќи македонскиот идентитет и без неа е загарантиран и кога ќе станеме членка, тој само уште повеќе ќе се промовира, изјави денеска во Струга министерот за надворешни работи Бујар Османи. Прво да се заблагодарам на политичките партии што ја инициираа оваа резолуција во германскиот парламент. Се надевам ќе биде поддржана од сите политички партии во Бундестагот, што ќе даде сериозна порака за поддршка што и онака не недостасуваше. Овие резолуции за поддршка се само символична потврда на тоа што формално го има во преговарачката рамка и без нив идентитетот во Европската унија е загарантиран и како стануваме членка, тој само се промовира повеќе и повеќе, рече Османи. Османи потенцира дека договорот со Frontex, кој како што нагласи е најважниот договор што се однесува на службената употреба на македонскиот јазик во Европската унија, опозицијата одби да го поддржи. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 15 до 21 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата, останете и понатаму со програмата на Телевизија Плюс.